Во име на иницијативниот одбор за ослободување од притвор на новинарот Томислав Кежаровски, сакам да упатам две пораки. Првата порака до нашиот колега Томислав Кежаровски, кој се наоѓа во притвор и кој во моментов штрајкува со глад, бидејќи неговата психичка и физичка состојба е влошена, губи килограми, лошо се чувствува, е под некаков надзор лекарски постојан. Значи го молам во име на иницијативниот одбор да го прекине штрајкот со глад, затоа што најважно е неговото здравје, неговиот живот и благосостојбата на неговото семејство и на неговите најблиски. Нам ни треба Кежаровски жив и здрав да се врати и заедно да ја продолжиме нашата професионална работа и обврска за што ја имаме како медиум пред општеството и пред јавноста. А на начинот со продолжување на штрајкот со глад, тој може само да си го влоши натаму своето здравје и не дај Боже да дојде до најлошото, а на тој начин нема да успее да предизвика ниту една институција да ја промени одлуката. Од тие причини сметаме дека штрајкот со глад веднаш нашиот колега треба да го прекине. И втората порака што сакам да ја упатам е до политичките институции на Република Македонија. Сега пред се зборувам за највисоките државни институции, значи за председателот на Република Македонија, за владата на Република Македонија и премиерот на Република Македонија, вклучително и надлежните министри. 20 години во Република Македонија се обидуваме да изградиме независни институции на судство, органи на прогонот, обвинителство и полиција. Сметам дека после 20 години можеме да констатираме дека изградбата на тие институции отишла премногу далеку и дека дојде време кога политичките институции треба да се вмешаат во независноста на судството и да реагираат заради заштита на слободата и на човековите права. Мислам дека судот, обвинителството, полицијата, органите на прогонот го прекршуваат законот, ги пречекоруваат своите овластувања и време е политиката да интервенира. Значи цело време се бориме за немешање на политиката во судството, но овој пат ова е момент кога сметам дека владата, премиерот Груевски, председателот Иванов треба јавно да ги повикаат институциите на системот да го штитат законот, да го прекинат притворот за новинарот Кежаровски, за да на крајот на криштата за да го спасат неговиот живот, но и да спасат нешто повеќе, да спасат угледот и имиджот на Република Македонија во светот, да се обидат овој кадиско, спахиски, султански систем на судство, полиција и органи на прогонот во Македонија да го вразумат, и тоа би бил мојот последен повик и апел до институциите на државата и на системот. Може едно прашање? Критиките кои што доаѓаат на сметка на ово што се случува, велат дека ги обвинуваат и ги уперуваат прст од страна на јавноста токму во институциите кои што вие ги рекомендувате. Значи во владата, дека по наводно по услови во наводници кажуваме, по нивни наводници, вие сега некако... Јас сум многу прецизен, тезата воопшто не е обратна. Јас сум многу прецизен. Во Република Македонија, според уставот и законите, имаме поделба на власта. Функционираат, значи, независно судската, државната власт, значи судството и законодавството. Од тие причини сметам дека реагирањето на политичките институции до сега секогаш во сите случаи било дека не сакаат да се мешаат во независноста на овие институции. Јас напротив ги повикувам да се вмешаат во независноста, затоа што овие институции очигледно независноста ја сватиле на себе својствен начин и се претвориле, како што реков, во кадиско-султански систем на органи на прогонот и на спроведување на систем. Според вас, како уредник на Нова Македонија и уредник на Кежаровски, сметате дека тие институции од извршната власт не се веќе вмешани во овој случај? Јас барам да се вмешаат на страната на новинарот Кежаровски, на страната на слободата на медиумите, на страната на независното новинарство, на страната на слободата на јавното изразување.
затоа што сметам дека тие се уште се загрижени за демократијата во Република Македонија и затоа што сметам дека се загрижени за имиџот и угледот на Република Македонија, за извештајот кој Република Македонија ќе го добие во септември или октомври од Европската комисија. И од тие причини сметам дека треба да се вмешаат.